Почитувани гледачи, добар ден. Јас сум Сања Димитровска, ова е Добриот доктор. Денеска ќе зборуваме за хронична обструктивна белодробна болест. Колку пациентите со ХОП веќе ги полнат амбулантите на пулмологија? Дали пушењето е единствен ризик фактор? Кои се првите симптоми на кои треба да обратиме внимание и веднаш да побараме совет, односно преглед кај пулмолог? Мој денешен гостин со кој ќе разговараме на оваа тема е доктор Билјана Поповска, специјалист пулмолог, алерголог од клиниката за пулмологија. Доктор Поповска, добре дојдовте во Добриот доктор. Добре ве најдов, добар ден на вас и на гледачите на Сител телевизија. Веќе сме нели во сезона на вируси, па колку може да кажеме дека пациентите со хронична обструктивна белодробна болест веќе ги полнат амбулантите на пулмологија, па и болничките соби? Да, во сезоната на вирусни инфекции, пациентите кои што се со хронична обструктивна белодробна болест бараат често медицинска помош. Ради влошување, вирусите знаат да направат акутна екзацербација на самата болест, значи со едно тежнато дишење, кашлица со искашлок, замор, гушење, значи глад за воздух, но кај пациентите па кои што се повозрасни и имаат повеќе коморбидни состојби, може да захтева и хоспитален третман. Значи, во оваа сезона е зголемен двојно бројот на пациенти со ХОП во амбулантите и хоспитално, значи на клиниката за пулмологија. Еве, кратко да ни објасните, доктор Поповска, што всушност е ХОП? ХОП е хронична обструктивна белодробна болест која што ги зафаќа малите дишни патишта и која што се карактеризира како хроничен бронхит и емфизем на билите дробови. Јас да ги повикам и нашите гледачи дека може да се јават во живо и да постават прашање до нашата денешна гостинка. И сега веќе кога знаеме нели што е ХОП, кои се ризик фактори и дали може да кажеме дека пушењето е еден од главните ризик фактори кои што може да бидат нели причина за појава на оваа болест? Пушењето во 80% кај пациентите значи еден од главните ризик фактори за појава на хронична обструктивна белодробна болест. И секако постојат повеќе ризик фактори, постои значи изложеност на загадување во внатрешна и надворешна средина, професионална експозиција кај пациентите, значи изложени се на хемикали, дим, прашина, изложеност на дим од печки и пареа од печки, значи биомаси, тоа особено кај пациенти кои што се во рурална средина, пациенти кои што имаат дефицит на алфа-1 антитрепсинот и пациенти кои што имале чести респираторни инфекции во детството. Така. Дали може оваа хронична обструктивна белодробна болест да ја поделиме на со полесна клиничка слика и тешка форма на ХОП? Да, може. Ние имаме критериуми според ГОЛД, кои што ја делиме, значи тежината на болеста, се проценува според експираторен волумен за една секунда. Значи имаме многу тежок степен, лесен и среден степен на вентилаторна инсуфициенција кај хронична обструктивна белодробна болест. И кои се, доктор Поповска, ние можеби први симптоми на кои што треба да обратиме внимание, да се посомневаме дека можеби станува збор за една таква болест и да се побара помош? Раните симптоми се секако од клучно значење, затоа што пациентите може да ги занимарат и може да помислат дека тоа им е од замор или од самото пушење. Секако тие пациенти имаат хронична кашлица која што е изразена во последните 3 месеци, е проследена со искашлок, отежнато дишење при напор, чести респираторни инфекции, чести екзацербации, значи, и секако тоа не треба да се занимари, затоа што тие пациенти почнуваат да живеат со ограничувања, а текот на болеста е тивка. Така. Пред да продолжиме што нели понатаму следи како се диагностицира самата болест, веќе имаме гледачи на линија, повелете во програма сте? Добро утро. Добро утро, повелете. Посебна почит до вас и до докторката. Ви благодариме. 2022 година бев примен кај нив на клиника како последица од ковидот добив тромбоемболија. Ми беше речено доживотно дека треба да го примам селентото, кое е доста скапо. Па би сакал да прашам, пошто слушнав најава од страна на ФЗО дека клексаните ќе бидат на позитивна листа. Колку ќе бидат тој е замена за клексаните? Не може. Пошто правев и во Ману испитување кај што ми рекоа дека добро е што не ти се случило нешто, тоа било генетичко. Така.
Така, точно, тие пациенти кои што имаат генетичка предиспозиција за појава на тромбоемболија или тромби, тие треба доживотно да примаат антикоагулантна терапија. Точно ксарелтото е скап лек, клексаните ако донесол закон фондот да ги рефундира на пациентите, значи ќе може да ги земате, меѓутоа тоа е непријатно, треба често да се боцкате, така. Има и други лекови освен ксарелтото, ривороксабан, значи кои што се и поевтини, тоа ќе си прашате во аптеките. Така. Му беше дилемата на гледачот дали место ксарелтото може клексанот да го земе. Клексан, кажав, тоа е непријатно затоа што ќе треба постојано да се боцка субкутано, да. Јас исто така знам дека имаше дополнителна најава од Фондот за здравствено осигурување дека освен клексаните понатаму и други антикоагулантни ако влезат на позитивна листа, на позитивна листа, сега се уште не се на позитивна листа. Така, имаме гледач, повелете во програма сте. Ало. Да, повелете, ве слушаме. Добар ден. Добар ден, повелете. Поздрав за докторка и поздрав за водителка. Ви благодариме, повелете. До гледачите носител. Јас имам 76 години. Пред месец дена бев на пулмологија во Куманово. Добро. Ми даде докторката 2 пумпи. Една 2 пати сабајле, 2 пати вечер. Една кога ми тоа тешко дојде во градите. И ми даде прокулин капсули. И ми рече после 6 месеци на контрола. Ама јас многу се знојам. Ноќе, дење, тоа вода тече од мене. Што може да биде, сакам да ми објасни докторка. Мислите дали може да биде од терапијата што ја земате од пумпиците? Не знам душо што е. Јас пијам многу терапија. Пијам за Алцхаймерова болест, пијам за притисок, пијам за не знам уште што. Али овие како почнав да ги користам, јас се знојам ненормално. И ми докторка рече Куманово после 6 месеци на контрола. Ве молам, кажете ми што е и како е, каде да се обратам и што да правам. Еве, доктор Поповска, секако за да ја разрешиме дилемата на пациентката дали тоа од инхалаторната терапија, сепак тука имаме и ендокринолошка предиспозиција за некои работи кои што се случуваат на пациентката. Јас не верувам дека би можело да е од терапијата која што ја зема во моментов респираторна. Сепак за да ја разрешите дилемата, треба да се јавите на клиника за пулмологија, да направиме соодветни функционални белодробни тестови, да го видиме капацитетот на вашите белодробови, чисто да видиме дали вие исполнувате услови за да ја примате таа двојна инхалаторна терапија или имате потреба од еден инхалатор, така да најдобро да дојдете на нашата клиника, вака без преглед не можам детално да кажам од каде се тоа може да ви се случува. Така еве, јас се надевам дека нашата гледачка го слушна одговорот. Доктор Поповска, колку е важно раното откривање на ХОП и дали самото тоа рано откривање може да ја промени текот на болеста? Секако, раното откривање не само на хронично обструктивна белодробна болест, на секоја болест е од клучно значење и рано започнување на терапија. Значи, првично прекинот на пушење кај овие пациенти е од клучно значење и правилно земање на терапијата. Значи, доколку се откријат раните симптоми кај пациентите, ќе се подобри квалитетот на животот, ќе се подобри белодробната функција на белите дробови, ќе се намалат екзацербациите и честите респираторни инфекции. Како изгледа секојдневие на пациент кој што има умерена или тешка форма на ХОП? Секојдневието на тие пациенти е предизвик. Значи, тешка и умерена тешка форма на хронично обструктивна белодробна болест, тие пациенти имаат тешко дишење и при еден мал напор. Значи, има доста изразен замор, кој што кога качуваат скали мора да одморат на 2-3 скали, кога одат по угорница, значи мора да застанат да одморат. Некои од нив кога одат и наравно, и кога зборуваат, и кога ги завршуваат своите секојдневни активности, значи секако, значи тие пациенти чувствуваат замор, значи глад за воздух, а тие што се со многу потешка форма имаат и потреба од кислородна поддршка во домашни услови. Добро, кога еве ги имаат тие симптоми како што сега споменавте дека исто 2-3 чекори може да се заморат, дали таквата слика е иста и кога земаат терапија нели за ХОП?
Инхалаторна терапија кога се зема, значи треба да се намалат симптомите, затоа што инхалаторната терапија е избор на лек број 1 кај хроничната обструктивна белодробна болест и секако ја ги релаксира дишните патишта, го намалува воспалението, значи ги намалува екзацербациите на хроничната обструктивна белодробна болест, го подобрува квалитетот на живот кај пациентите, значи тие имаат подолг и подобар квалитет на живот. И ја подобрува физичката кондиција. Меѓутоа, еве кога би се навратила какво ни се временските услови денеска, како беше вчера, како беше завчер, имаме нагли промени на временската состојба, колку тоа дополнително им прави проблеми и компликации токму кај овие лица. Аерозагадувањето е еден клучен тригер за влошување на хронична обструктивна белодробна болест кај пациентите со хроничен бронхит. Секако го зголемува секретот и кашлицата на белите дробови, пациентите имаат отежнато дишење, ги зголемува честите екзацербации, значи инфекции на белите дробови. Така да, пациентите кои што имаат, кога ќе дојдат во контакт со ПМ честички или кога во моментот, значи е најголемо аерозагадувањето, треба да не излегуваат надвор, да се штитат, значи, особено во утринските часови. Пред да продолжиме, имаме гледачи, повелете во програма сте. Добар ден. Добар ден, повелете. Поздрав до вас, докторката. Ви благодариме. Вака е. Прашањето на докторката, јас дојдена пред 2 години од страна. Добро. Кога дојдов овде, јас само некак потреба да имам али не у ваков како што имам сега. Кога дојдов овде со ова загадување, со тие пием честички, со загадената покупот, јас многу учнав на да не можам да дишам, да ми се запараат дишата и дури дојдов и до кислород. Сте имале потреба од кислород, така? Да. Добро. Сега јас земам лекови, земам аминопилин од 335 милиграми, 2 пати дневно, Дуорес Спиномакс 320 милиграми, 2 пати дневно, и само момент, Бралтун, инхалатор. Сега, некогаш дишењето ни е многу добро, а некогаш ни е многу лошо. Сега ја кажам докторката, што немам стален полог, отека, како можам ја да дојдем до неја, за да сакам да се вратам надолу во страна. Сега, мене ми треба и потrebno доктор, дали можем да летам и дали можем да летам на со брод. Сега... Само се извинам, бидејќи ни се прекинува линијата, прашањето ви дали може да летате со авион? Да. Так. Можам да летам со авион. Дали може да се подобрат кучета, дали има други летови што можам да ги... Така, да, јас ве разбрав, ме дојдена. Од странство е дојдена, она бара да се изврши преглед, значи секако преглед доколку имате здравствено осигурање или немате, или приватно ќе го извршиме или ќе го извршиме преку фондот, мора да се види капацитетот на белите дробови. Вие сте поставени на тројна инхалаторна терапија и кислородна поддршка, што значи сте тешка форма на хронична обструктивна белодробна болест. Сепак треба да ја процениме вашата функција на белите дробови и после ќе ви дадеме инструкции како треба да се однесувате понатака. Еве да се надовразам на гледачката пред да го вклучиме следниот гледач, или дополнително не само за нејзе, туку воопшто за лица кои што имаат хопа и потешка форма, а колку летањето во такви на висока надморска висина, нели како што е со авиони, може да биде дозволен, односно да биде проблем за лица со хопа? Може да биде проблем за лица кои што се кислородно зависни, значи затоа што кога ќе идете горе во атмосферскиот воздух, кислородот се намалува, нели? Значи во секој случај треба да се консултираат со треба да се консултира со пулмолог, затоа кажав, треба да ја видиме состојбата на пациентката и да се донеси одлука како треба понатака да постапува. Така. Да вклучиме уште еден гледач, повелете во програма сте. Ало, ден. Добар ден, повелете. Поздрав до докторката, имам едно прашање.
прашање за неа. Повелете. Сега вака ме интересира 10 години да купите, евентуално дори да изписат отиде, трансформации исто така во носот, и сега вака кога ќе дојде този период, значи јас секој месец се осеќам болно. Завршувам со сума мед, па се Таман ќе оздравам неколку дена, се осетам како подобра и повторно ми се појавува истото. Сега имам симптоми како каши, градите ми спират и на водат како астматика. Сега прашањето ми е како да ја контролирам астмата и кои инхалатори би биле подобри за мен. Следен период знае да ми се случи така, но тогаш сум лоретавил. Сега е зимно време, декортин по шема, сумаме, секој месец мора да се пие од таа терапија. Отежното дишење, замок исто така, каде би било најдобро да се прегледам и дали би било некоја подобра терапија или оваа само терапија за нас, патицарите. Така, да, јас ви благодарам. Да, многу за јавувањето. Еве, значи, доктор ова е Поповска. пациентка со астма, која што е најверојатно со чести екзацербации, може и поради недобро лекувана и регулирана астма. Пациентката треба да се јави на клиника за пулмологија, да се направат функционални белодробни тестови, да се види капацитетот на белите дробови, дали таа астма преминала во хронично обструктивна белодробна болест поради несоодветно земање може на инхалаторите. Значи, така да треба да се јави и да се направи проценка дали треба да се даде само тој спреј или треба да се додаде уште нешто во терапија. Така. И еве самата гледачка бидејќи спомна инхалатор, инхалациона терапија, вие веќе кажавте дека нели е број 1 во третманот. Колку воопшто еве инхалаторите всушност е навистина спас за лицата со ХОП? Спас е, тоа е значи избор на лек број 1, значи кај пациентите ги релаксира дишните пати, што значи ги намалува екзацербациите, чистите инфекции, значи ја подобрува физичката активност и отежното дишење на пациентите. Одноставно ги враќа во живот. Така. Вие споменавте, доктор Поповска, кои се нели оние па и потешки симптоми, глад за воздух, свирење, неможност за дишење, освен оваа инхалациона терапија. Колку рехабилитационите програми и дишењето со помош на физиотерапевт или вежбите што ги прави помага кај вакви Помага лица? доста. Златен стандард е рехабилитацијата кај пациентите со хронично обструктивна белодробна болест. Има неколку методи кои што се користат за зајакнување на дишната мускулатура, техника на правилно дишење, техника на издржливост, значи, и техника на развлажнување на секретот. Значи, рехабилитацијата ги намалува симптомите кај пациентите со ХОП и ја подобрува физичката кондиција. Така. Дали тоа се препорачува, се прави и на клиниката за пулмологија или како дополнително може да си го побараат лица? Ние имаме физиотерапевт, да, доколку има потреба, поставува индикација докторот и физиотерапевтот да работи со пациентот. А каква е состојбата на лица, ве споменавте дека некогаш имаат потреба од кислородна поддршка да бидат хоспитализирани нели на клиниката за пулмологија, да бидат ставени на онаа кислородна поддршка, што значи во каква кондиција се тие пациенти? Тие пациенти се со тешка хронично обструктивна белодробна болест и со респираторна инсуфициенција, значи тие немаат потреба само во болнички услови од кислород, тие имаат потреба и во домашни услови. Значи они се хронично зависни од кислородна поддршка. Значи толку се оштетил капацитетот на плуќата што го намалил и кислородот на белите дробови. Сега, бидејќи споменавте колку може да се оштети капацитетот, тоа е веќе кога зборуваме за тешките форми. Дали кога лесната форма ќе се фати на почеток, како нели што збориме, и треба време за да премине во тешка или може да се одржува во една добра? Може да се одржува, значи со правилно примање на инхалаторната терапија, значи секако со чести контроли на доктор може да се одржува функцијата на белите дробови, значи да не се намали капацитетот на белите дробови, секако и да прекина пушење. Значи тие пациенти треба да прекинат да пушат, значи да користат храна побогата на протеини, почесто течности за развлажнување на секретот. Еве сега сезона на вируси, чести вакцинации, значи може да се вакцинираат секако, тоа е доброволно. Пациентот одлучува дали сака да се вакцинира за грип, за пневмокока. Значи, така да техниката пред се на правилно примање на инхалаторната терапија е многу битна. Бидејќи го споменавте неколку пати пушењето, што доколку лице со лесна, со умерена форма на ХОП,
продолжи да пуши цигари, колку овде настануваат дополнителни компликации и може брзо да премине во на тешка форма? Да, тоа лице е многу почесто изложени на респираторни инфекции од здрав пациент. Дали ме разбирате? Значи, секој пациент со хронична обструктивна белодробна болест многу полесно може да даде симптоми на вирусна инфекција отколку лице кое што нема ХОП. И покрај таа вирусна инфекција да направи компликација со суперинфекција и да влоши и да заврши во болница. Значи, цигарите, доколку се пушачи, треба да ги откажат за да не влоши болеста понатака. И сега споменавте неколку пати исто така правилно земање на инхалациона терапија. Што значи правилно земање? Дали им се укажува на пациентите како треба? Да, точно. Кога дојдат во амбуланта, пациентите се едуцираат како треба да ја користат правилно инхалаторната терапија. Многу голем дел од пациентите, можам да кажам и 70% дека не знаат правилно да ги користат инхалерите. Што може пациентот сам да си помогне, нели, освен на целата терапија која што ќе му биде дадена од пулмолог, кога веќе ќе замине во домашни услови, како може сам да си помогне за да си ја подобри состојбата? Да прекине да пуши, да ја зема правилно терапијата, значи, да избегнува контакт со загадена средина, значи, ете кажавме да да зема храна богата на протеини, често течности заради разводнување на секретот, тоа. Колку е исто така важна и возраста кога станува збор за пациенти со ХОП? Кажавме, тие што се пациенти со коморбидни состојби многу почесто влошуваат и бараат хоспитален третман. Меѓутоа, што кога кај помлад пациент ќе се диагностицира хронична обструктивна белодробна болест, колку таа понатаму може да му прави проблеми? Зависи на какви тригер фактори пациентот е изложен и зависи дали правилно да ја зема инхалаторната терапија. И сега што значи правилна и вистинска диагноза на ХОП? Што она што го прави пулмологот кога ќе му дојде пациент со симптоми? Спирометријата значи е безболна, едноставна метода која што може да постави диагноза и да ја успори текот на болеста. Значи доколку се постави на време и доколку се започне со соодветна терапија на време. Така. Освен спирометрија, кои се тие следни, нели, кои што дополнително испитувања Ние кои што имаме се и други функционални белодробни тестови, зависи како ќе захтева пациентот, дифузија, бодипледизмографија, значи кои што исто се изработуваат на нашата клиника. И колку трае една хоспитализација на лица со хронична обструктивна белодробна болест? Тоа е индивидуално. Зависи прво тежината на хронична обструктивна белодробна болест и зависи од тоа дали е вирусна инфекција или бактериска инфекција и каков одговор ќе даде пациентот на терапија. Што доколку бидејќи ги поделивте, знаеме нели кај бактериската треба дополнително антибиотици, кај вирусната, која може да даде повеќе компликации и влошување на состојбата? Секако бактериската. А вирусните, кои се оние дополнителни симптоми кои што ќе ги има пациент кој што веќе има нели диагностицирана хронична обструктивна? Симптомите се исти, отежнато дишење, замор, глад за воздух, кашлица, значи, меѓутоа кај едните искашлокот може да биде обоен, кај другите може да биде бистар. Така. Доктор Поповска, бидејќи знам дека нели и ракот на белите дробови е една од почестите диагнози кои што се диагностицираат на клиниката за пулмологија, колку лицата со хронична обструктивна белодробна болест, доколку нели не ја третираат, односно неправилно ја земаат инхалационата терапија, може да премине во таа уште потешка форма? 50% од пациентите кои што се пушачи, значи кои што имаат хронична обструктивна белодробна болест, имаат ризик да развијат карцином на белите дробови. Затоа е препорачено пациенти кои што пушат 10 години, повеќе од 10 години, значи да направат скрининг. Тоа е компјутер на бели дробови за да се постави рана диагноза и за да се започне со ран третман. И сега, доколку ги откажат цигарите, колку време им треба за да може да се колку толку врати функцијата на белите дробови? Им треба доста време, значи белите дробови да се исчистат. Тие те кажавме, постои рехабилитација со која што може да се подпомогнат и да се исчисти секретот на белите дробови. Така. И кога би требало нели вака како совети, односно кога ќе ви дојдат пациенти со вакви симптоми кои што имаат глад за воздух или отежнато дишење, меѓутоа не станува збор за хронична обструктивна белодробна болест. Колку често потоа треба да се јавуваат на контроли за да не ја развијат таа болест? Доколку веќе имаат нели секако ако има прогресија на симптомите, треба да се јават повторно на преглед. Има пациенти точно кои што се пушачи се уште не развиле ХОП, но со текот на времето може
тие симптоми да имаат прогресија и кога го забележат тоа пациентите, дека имаат отежнато дишење, примал напор, кашлица која што е интензивна во последните 3 месеци со искашлок во утринските часови, значи чести респираторни инфекции треба да побараат пулмолошка помош. Така. Пред да продолжиме, доктор Поповска, имаме гледачи, повелете во програма сте. Повелете, ве слушаме. Добар ден, имам прашање до докторката. Повелете. Пред 2 недели без доторахална хирургија ми правеа дренажа на левиот бел дроб. Ми беше полн со воздух и малку имав вода на долниот дел и десниот беше малку зафатен. Дишењето ми беше премногу отежнато. Сакам од докторката, сега се чувствувам подобро, веќе сум дома. Сакам совет од докторката што понатаму, дали смеам да излегувам на воздух, дали смеам да пешачам, како да се внимавам, како да пазам на моето здравје понаваму. Така. Прво Тоа ми причината. беше прашањето. Прво треба да се знае причината од каде настанал тој пневмоторакс, дали е некој емфизем со емфизематозни боли, па тие боли пукнале, па се наполнил белиот дроб со воздух. Значи секако пациентката се средила зашто да не пешачи ако се осеќа подобро, тоа е веќе санирано, направила реекспанзија. Значи направиле реекспанзија белите дробови, така да може зашто да не се движи. Треба да се направи секако контрола на клиника за торакална хирургија, најверојатно ќе снима компјутер или рентген на бели дробови за да се види дали има комплетна санација на процесот. Така. Да вклучиме уште еден гледач, повелете во програма сте. Да, повелете, ве слушаме. Добар ден. Добар ден, повелете. Докторката. Ви благодариме. Сакам да кажам, пред 12 години неде, прв пат ми беше поставена нека за месец сега, дали беше мој астма или хроничен бронхит. Но странство беше тоа, пишеше ПОП. Ми даде тогаш ПВЗ-те, некоја пупица да ја користам. Ја користам ПВЗ-те, си од тогаш ништо не користам, но пушам сум 50 години. Моментално без направи спирометрија капацитет на 50-70. Него го загрижува друго нешто, последните 6 месеци од време на време текува во првиот 2 литра. Некојаш јазикот ми текува, некојаш... Само се извинувам, се извинувам што ве прекинувам, затоа што нешто ни прекинува линијата. Што ве загрижува последните неколку месеци? Од време на време ми се јавуваат отоци на лицето. Отоци на лицето. Некојаш на јазикот, водочјаци, челото и така натаму. Нешто се сумња на алергија, меѓутоа уште не сум сигурен на понатамошно испитување за алергија. Дали може состојбата на белите дробови да ги прави овие отоци? Така. Значи, видите, вие мора да исклучите алергија, значи од респираторно потекло и од потекло на храна, на храна. Се што доаѓате во контакт треба да исклучите на што сте алергични. Значи, тоа отекување на јазикот, лицето не е случајно, нешто се случува. Треба да се јавите на клиника за пулмологија, да се направат доиследување, треба да знаеме дали тоа е во некој сезонски период од годината, дали е пролет, лето, есен, зима, кога се поизразени тие симптоми, дали се постојани. Тој кажа дека овој временски период. Последните неколку месеци го загрижува таа состојба. Така да, треба да се исклучат тука алерготестови и понатака да се пристави кон дијагностика. Така, значи во секој случај му се потребни секако. Да, дополнителни. Исто така, доктор Поповска, бидејќи еве и самиот гледач спомена дека не знаел пред 12 години дали е астма, дали е хроничен бронхит. Секако. Не, колку значи може да се дуплираат симптомите, односно да се преклопуваат симптомите на астма и на хоп, бидејќи споменавте дека астмата, докога не е третирана како што треба, може да премине исто така хронично обструктивна белодробна болест. Така. Точно, симптомите се тие. Исто имаме кашлица, меѓутоа таа кашлица кај астмата е поизразена наутро и навечер. И не е постојана, значи. Некаде кај што имаме сезонски може влијае од контакт на алергенот. Некаде каде што веќе се развие астма, таа може да се појави во последните неколку месеци, пак да биде константна, ме разбирате, но е поизразена наутро и навечер, додека кај тие што се со хоп е константна, таа е постојана.
Значи постојана во текот на целиот ден. Може да биде постојана и кај астмата, значи тоа е индивидуално. Значи астмата може да зависи премине. кој степен е астмата, значи и таму имаме секако тешка и лесна астма. Така. И бидејќи сме веќе при самиот крај на емисијата, еве за крај го споменавме нели колку влија и колку е штетен загадениот воздух и што во сезоната на вируси, меѓутоа сепак еден совет до нашите гледачи кога да отидат на пулмолог, меѓутоа и дали во овие услови сегашни временски е неопходно да носат можеби заштитни маски доколку треба да излезат секако во некоја тие пациенти кои што се со тежок хоп и се доста чувствителни на респираторни инфекции и на загадување на воздухот, треба да се заштитат, значи да носат маски. Пациентите треба да се јават на пулмолог кога почувствуваат еден од симптомите кои што ги кажавме. Кашлица, значи во последните 3 месеци со искашлок, отежнато дишење пред еден мал напор, значи чести респираторни инфекции, чести екзацербации, значи тогаш треба да побараат пулмолошки преглед. Значи се прави една спирометрија која е безболна, едноставна метода со која што може да се намали, мислам да се успори текот на болест. Значи хроничната обструктивна белодробна болест не се лекува, но може да се успори. Не се лекува, може да се успори, дали тоа значи дека терапијата која што ќе ја дадете е доживотна? Доживотна е, да. Точно, терапијата инхалаторна е доживотна и доколку се започне на време, доколку се постави диагноза со време, значи може да се успери текот на болеста и доколку секако терапијата се прима соодветно како што треба. Така. Доктор Поповска, времето на денешната емисија ни помина. Јас ви благодарам што бевте моја денешна гостинка, што ви ги споделивме овие совети, колку толку навреме да се открие нели оваа хронична обструктивна белодробна болест, да може да се држи под контрола, меѓутоа и како да постапуваат лицата кои што имаат хоп во овие временски услови. Ви благодарам на поканата. Така. Почитувани гледачи, овде е крајот на денешното издание на Добриот доктор. Се гледаме повторно утре во истото време. Имајте убав ден, чувајте го вашето здравје и гледајте Сител. Довидување.